Во време на пандемија, со дури 50 заразени прилепчани, целосно незаштитени граѓани од ромската населба Тризла, иако важи за една од најзапуштените и со бројни екзистенцијални проблеми, вклучувајќи ги и субстандардните услови за живот на жителите, пред 2 дена тие примија хуманитарна помош од општина Прилеп. На 330 семејства во населбата Тризла 2, каде што живее најголем дел од ромското население, ќе им бидат доделени пакети хуманитарни со намирници од храна и дезинфекциони средства и средства за хигиена, уште еднаш да покажеме дека сме сите еднакви и дека сме сите заедно. Според истиот принцип, од вчера и Општинската организација на СДСМ започна со повеќедневна хуманитарна акција "Сите против коронавирусот", наменета за помош на 1000 семејства од социјален ризик, при што првите 100 пакети со храна и хигиенски средства ги подели председателот на Општинската организација на СДСМ и на Советот на Општината, како и кандидат за пратеник Милет Алевски. Од друга страна пак, откако Советот на Општина Прилеп пред 2 дена одби да го прифати сетот мерки за превенција, предложен од опозицијската советничка група, од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во овие хуманитарни акции препознаа политичко поентирање, па денеска побараа обвинителството да се позанимава со тоа како и на кој начин биле обезбедени овие донации. Го повикуваме основното јавно обвинителство да испита дали станува збор за донација, и ако е така, на каков начин е обезбедена и дали е правно регулирана. А доколку продуктите се набавени со средства од партијата, да испита на каков начин биле обезбедени тие средства, од каде потекнуваат и од каде толку големи финансиски средства на располагање на еден партиски огранок, ако се има во предвид дека партијата додели 3 пати повеќе помош од општината. Инаку Советот на Општина Прилеп на последната седница изгласа и анекс на договор за изградба на мост вреден неверојатни 500.000 евра, во вредност од нови 230.000 евра.